Дипломатскиот добротворен базар 2023 на 2 декември го неуваме заедно со господјата Емилија Миладинова Аврамчева, која што е председател на Добри додели Macedоnia Welcome центарот. За овој дипломатски добротворен базар, кој што се случува повторно по последниот во 2019 година, за неговата цел, за неговата програма и за се што е значајно ќе зборуваме во продолжение. Ја поздравувам Емилија. Емилија, добро утро, добар ден. Добро утро, убав ден. И вака можеме да се слушнеме за да може се разбира да ги информираме нашите гледачи за дипломатскиот добротворен базар кој што не очекува и сите детали кои што ни се потребни за истиот. Инаку овој базар е посветен на светскиот ден на детето и ќе се случува во хотелот Мериот. Но повеќе детали ќе ни кажете вие во колку часот почнува на покрај тоа што ќе имаме почесно председателство на амбасадорот Дейвид Гир, кој што е шеф на делегацијата на Европската унија, ќе кажеме што се друго и кои се сите други учесници и корисници за на она кое што ќе биде понудено на базарот. Повелете. Мака ви благодарам што сум дел од вашата телевизија на овој начин, но важно е дека ќе имаме можност малце да се запознаеме за овој настан. Значи, Сдруженијето Добро дојде Македонија Велкам Центар традиционално го организира овој добротворен дипломатски базар. Секако дека за периодот на ковидот беше прекинат и оваа година, после неколку години пауза, повторно се вклучуваме. Како што рековте, тој ќе се организира во хотел Мериот во сабота со почеток од 11 часот до 16 часот. И сакам да истакнам дека влезот е слободен, бидејќи многу по социјалните медиуми ме прашуваат кои се условите. Влезот е слободен, секој може да дојде и да биде дел од оваа добротворна мисија. Значи, агендата е предвидена, како што рековте, нашето почесно председателство е од амбасадорот Дейвид Гир, како шеф на мисијата на Европска унија, на делегацијата на Европска унија, така што ќе имаме едно многу кратко свечено отварање на овој настан и потоа почнува 11:30 до 1 часот ќе има детска музичка програма која ќе ја подготват децата од меѓународните и домашни училишта. Амбасадите ќе имаат своји штандови и ќе имаме можност да имаме едно такво патување низ земјите по пат на нивната традиција, култура, храна. Ќе има различни производи, еве да го спомнам, значи чешкото пиво, чешкиот кристал, бугарска полска козметика, ќе има домашно направени колачиња од француската амбасада, ќе има словачка штрудла, ќе има швајцарско чоколадно фонду, романската амбасада ќе има домашно, ќе има рачно изработен накид и така натака. Значи не можам во моментот да се сетам на сите. Амбасадата на Словенија секако ќе има вино, ќе има шпанско вино, има многу производи каде што мислам дека ќе бидат допадливи за граѓаните во Македонија. Така што влезот е слободен, може да ни се придружат. Оно што сакам да го истакнам дека поред продажба на производи од многу амбасади, ќе има и лотарија карти, каде што сите граѓани ќе можат, кои ќе учествуваат и ќе дојдат на овој добротворен базар, ќе можат да си купат еден билет кој чини 200 денари и извлекувањето на добитните броеви ќе биде во 14 часот. Да. Средствата што ќе се соберат од лотаријата и од продажба на овие убави производи ќе одат за лета и децата со посебни потреби, каде што се надвор од институциите, бидејќи веќе повеќе години Министерството за труд и социјална политика има специјална програма Тимјани, каде што ги поддржува овие деца во згрижувачки семејства.
Дали имате некое прашање или да продолжам? Почекав да нели завршите со програмата која што видувам дека ќе ги интересира оние кои што ќе сакаат во сабота, поточно на 2 декември, да бидат дел од овој дипломатски добротворен базар кој што ќе се случува, како што рековме, во медиот. Кажавте време и што се по часови ќе можат да видат присутните. Она кое што е можеби добро да го споменеме во овој дел е дека вие имавте 2 минати изданија на ваквиот дипломатски добротворен базар кој што успешно се покажа, но завршија негдека пред, за жал, да настапи пандемијата. Ова е ново или прво издание по пандемијата, да речеме, но ние ќе се навратиме малку назад, еве на последниот, да речеме, кој што беше 2019 година, од кој што гледаме во меѓувреме инсертито дека вие зборувате. Можеби и тука кога зборуваме за успешноста, за посетеноста таму, за тоа колку сте задоволни од тој ефект и резултати кои што ги постигнавте, па и за самата иницијатива, дали замислата како нели организатор на овој базар е она кое што го доживеавте на минатите изданија? Сакам да напоменам дека нашето здружение постои веќе 15 години и од самиот почеток нашето здружение во соработка со амбасадите го организира овој добротворен базар, а ја ви пуштив материјал само за задните 2 базара кои беа пред ковидот. Така што ние имаме долгогодишно искуство во оваа добротворна мисија, каде што се поврзува дипломатијата и добротворството заедно, така што подолг период го работиме ова и секогаш искуството е позитивно. Мислам да се одбележи Меѓународен ден на детето и да се соберат одредени средства каде што ќе се поддржат ранливите категории во Македонија е од големо значење, така што нашето искуство кое е секако позитивно е подолг период. Така што овој период од 2019 до сега, поради ковид епидемијата беше за момент стопирано, сега повторно одиме со оваа иницијатива и се надевам дека ќе биде многу позитивна и ќе предизвика интерес кај граѓаните да дојдат и да го поседат, поготово од Скопје, бидејќи локацијата е Скопје. Да. Сакам да истакнам дека ова ќе биде во Мериот, со почеток во хотел Мериот во центар, со почеток во 11 часот и дека влезот е слободен, бидејќи по социјални медиуми често ме прашуваат како ќе може да се влезе. Значи влезот е слободен, секој слободно може да влезе и да присуствува на овој базар, да си најде некој производ соодветен на своите потреби и желби, да слушне програма детска, да учествува во лотаријата, да биде дел од забавен културен начин, а истовремено да биде дел од добротворството во Македонија. Апсолутно е така. Различните култури, како што велите, оно кое што е традиционална храна па и специјалитети во оние држави од каде што всушност има и представници од самите амбасади, производите кои што ќе бидат представени предизвикуваат интерес кај посетителите и тоа е нешто што секој сака да го види, особено нели кога патуваме во одредени земји, сакаме да видиме што е тоа што таа култура нуди, по на овој начин ќе можеме малку да се доближиме, како што рековте, до оно кое што ти има да ни го представа. Тука се значи амбасадите на Република Бугарија, Италија, Чешката република, Француската, Германија, тука е Јапонија во Скопје, амбасадата на Романија, Полска, Словачка, Словенија, Кралството Шпанија, Кралството Шведска, Швајцарија и повеќе информации по детално се разбира ќе можат да најдат, претпоставувам, и на вашата страна и онаму каде што се објавени овие информации. Јас ќе ви посакам да имате успешен... Не, само момент да ве коригирам. Амбасадите што ги набројавте, значи сите учествуваат, меѓутоа некои учествуваат и со штандови и со лотарија, а некои учествуваат само во лотаријата. Добро, значи тоа посебно ќе го има. Да, сите овие амбасади се вклучени во продажбата и во лотаријата, меѓутоа не сите ќе имаат и штанд, некој само во лотарија. Добро, значи овие се сите учесници, дел од нив се во лотаријата, а некој се во на кое што ќе биде изложено. Да, би сакал да го спомнам и Конфиче институтот кој ќе работи со деца во сечење на фигури, калиграфија и така натаму. Така што ова е дипломатски базар каде што дипломатите ќе имаат своји штандови, амбасадите, институт, меѓународни организации, некои се вклучени само во лотарија, а некои и во лотарија и со штандови. Затоа и тука се билетите, тука сме и се дружиме.
ќе се дружиме на 2 декември. Така, благодарам Емилија за ова вклучување, еве што успеавме на ваков начин да се слушнеме и да се видиме и да ги информираме нашите гледачи за дипломатскиот добротворен базар 2023, кој што ќе биде во сабота на 2 декември во хотел Мириот. Верувам дека ова ќе биде уште еден успешен базар на кој што многумина ќе земат учество, а во следна прилика ете ќе најавиме и нешто ново можеби од центарот Добрите идеи или Македонија Велкам центар и сето она што во иднина ќе го организирате.